Поголема промоција на активните мерки за вработување од оперативниот план на државата и нивна презентација на невработените преку теренска посета во руралните подрачја. Ова се препораките на 5 граѓански здруженија од Скопје, Битола, Тетово, Свети Николе и Струмица кои изминатиот период праве истражување за нивото на информираност и користење на мерките, програмите и услугите што ги нуди државата преку Агенцијата за вработување. Во Струмица истражување е направено во населените места Добрица и Дабиле. То најголем број од испатениците, односно 64% сметаат дека Агенцијата за вработување треба повеќе да ги информира невработените за мерките и услугите, сметаат дека треба да се воведат повеќе мерки како за жени, така и за земјоделци и да се подобри квалитетот на веќе постоечките мерки. Исто така се презентираа сите мерки од оперативниот план на Агенцијата за вработување, беа запознаени, голем дел од нив, речиси 90% и не беа запознаени, така да со овој проект тие полесно се воведоа и им стана јасно сушно за што станува збор. Од Агенцијата за вработување тврдат дека невработените лица се информирани за активните мерки. Отворени се за соработка со граѓанскиот сектор за презентација на истите во руралните средини. Раководителот на подрачната единица во Струмица тврди дека оваа година со 440 невработени лица се склучени договори од активните мерки за вработување. Оваа година 624 лица поднесоа апликации за учество во некои од активните програми и мерки за вработување, при што се склучени и 440 договори за вработување. Како што реков, како одговорна институција, секогаш стоиме на располагање за соработка. Очекуваме соработка и од Сдруженијето ЕСЕ. Во Струмица има евидентирано 11.176 невработени лица. Владата неодамна донесе одлука да ги прошири средствата за активните мерки за вработување, а меѓу препораките на граѓанскиот сектор е да се создадат мерки за женско предприемништво, но и мерки за вработување на земјоделците.